Добро вечер за градоначалникот Митко Јанчев во студиото на РТК и на КТВ. Добро вечер, благодарам на поканата. Во рамките на ова серија на емисии завршуваме вече да се отворено за, почнуваме летни разговори ова лето. Намерно викнавме како последен во ова серија на емисии со познати политичари, меѓутоа вашето место во системот во кој што живееме е многу битно. И така јас оценувам и сметам дека да исто го мислат и поголем дел од граѓаните и посебно оние кои го дадоа глас за вас минатата година. 6 месеци повеќе помина од вашето практикување на оваа функција. Дали сте лично задоволен до сега? Да, благодарам за прашањето, значи апсолутно да, задоволен сум од континуитетот кој што го одржавме и го одржуваме во делот на функционирање на општина Кавадарци. Добре. Поготово во комуналната изградба. Значи комуналната изградба има континуитет непречен. Голем дел од програмата која што ни беше предизборна, вече проекти ги имаме завршено. Другите се отпочнати и мислам дека динамиката оде во прав правец. Нема да ги именувам сите проекти, скоро секојдневно комуницираме на темите со проектите, меѓутоа би спомнал дека 3 крупни проекти беа завршени. Тоа беше градскиот зелен пазар, еден крупен проект кој се заврши за неполна година. 5-та мини хидроцентрала која што е во полна пареја и си функционира и работи во една енергетска кризна година и прав погодок за општина Кавадарци и за жителите. Фотоволтаици кои што ги поставивме на 10 институции се во фаза на доинсталација на самите институции за производство на електрична енергија. И отпуштувањето на КВФ од грандот од 2,2 милиона евра, вече интензивно се работи. Дисанска улица проширувањето, Западен булевар, се довршија други улици кои ќе бидат почнати, подпорни зидови. Во моментот се работи на колекторски систем во Возраци во завршна фаза. Се отпочна патот за Дреново реконструкцијата. Отпочна пат нов за градење во село Бокула и до Бокула, кој што уште не е званично објавен. Во населба Бел Камен неколку улици, така намислам дека едно добри 30% од новата програма се завршени. Не само тоа, и во делот на образованието, сите училишта ги дореконструиравме, спортски сали се изградија, така да мислам дека движиме во прав правец. 3 јулија кога реализираме емисијата, кога се емитува, почнува летото. Ќе стоиме ли во место или ќе работиме нешто јули и август месец? Апсолутно ќе работиме под полна пареја, бидејќи како општина, како и секоја година, тековното работење на општината го запазуваме. Тоа значи дека негде октомври-ноември ги прибираме сите оние барења на местните и на урбаните заедници и капиталните објекти на општината кои што директно ги имплементираме во самото општество. Ланста година беше малку подоцна во ноември, тоа заради изборите кои што ги имавме. И сите тендери кај нас се веќе оперативни. Имавме среќа да покрај рецесијата на многу продукти, градежни материјали и дигањето на цените, да скоро секаде добиеме изведувач во делот на секој еден тендер. Така да изведувачите во месец јуни до 15 ќе бидат воведени во работа. Самото воведување во работа значи дека комуналната изградба месец втора половина од јуни, јули и август ќе биде со потполен интензитет во делот на градењето. Тука би ги споменал Западен булевар, проширувањето веќе изведувачите одбран договор склучен треба да отпочне да се работи, тоа е од Желков дол до Кавдаречки дол, една 25 милиона денари инвестиција. Лазаревската улица од Клинска поврзување заедно со Методија Ѓуровџикот по Сратот, 20 милиона денари инвестиција. И улицата Младост ми се чини дека со Његош дека е Глиш Марена. Да, точно тоа се 3 покрупни проекти од над 20 милиона денари, веќе се одбрани изведувачите, договорите се во фаза на случување и отпуштување со работа. Семафорски решенија ќе додадеме на капелата, на самата раскасница, пошто е доста небезбедна. Така е, точно. И уште едно семафорско решение на улица Шишка, поготово кај и болницата, заедно со пешачки премин.
Во село Марена имаме до работки за сортирање на повеќе улици, во село Сопот се проектира спортска сала, во Дреново се проектира спортска сала, во Возраси и Глишич исто се проектира спортски сали, во Вача спортска сала не е во завршна фаза, градскиот базен кој што треба да биде пливашки базен е во фаза на тендерирање преку агенција за млади и спорт, малку ни доцнат, меѓутоа со ребалансот кој што владава сега треба да го имплементира, ќе биде распишен тендерот и работиме на 3 покрупни проекти, тоа е поврзување на Долни Горни Дисан со улица Дисанска, која што прошируваме во Ќе биде ли моментот. конечно таа работа? Ќе биде заедно со општина Неготина, потпишавме меморандум, ќе помине на совет и тука мислам че имаме голем благодет. Брушани цевководот, односно водоснабдувањето на Брушани, веќе има и повик за сите жители таму и оние кои што имаат викендици да се обратат во јавното предпријатие да добијат приклучок за вода. 750 приклучоци во Брушани. Малте не едни големи проекти кои што макотропно ги работивме во овој период и за Биколница веќе е во фаза на тендерирање за проектна документација и одобрување на проект. Колку километри е таа обиколница? Целокупната Биколница вклучувајќи од Витачево до Југокомерц и од Југокомерц до Дрекслер и од Дрекслер до Маренски уши е 17 километри. Не е баш малку. За најсветле тоа можеби се прави на неколку фази, али е од големо значење за општина Каварна. Има ли пари доволно за сите овие работи? Пари во општината со нашето работење и менаџирање заедно со сите служби и во урбанизмот, и во делот на градежно земјиште, и во делот на само придонесите кои што ги имаме од собствени ресурси, има пари во општината. Тоа значи дека сме ликвидни, очекуваме поголеми средства да ристинат овие периоди од неколку поголеми крупни проекти кои што веќе ги дадовме на јавни аукции. Така да само еден податок од целокупниот буџет за првиот квартал имаме реализација на 117 милиона денари буџет. Што е добро. Што е одлично, 50% буџет го реализиравме за едно 3 месеци. Така да делот во оговарањето на немање пари, немање ликвидност, должности работи, не основано комплетно, така да во добра кондиција. Сега се Боносов ве напаѓа на таа тема. Кереј, не очекувам поинако да биде тоа, не очекувам да ме фалат, и па најмалку сакам да ме фалат, затоа што јас не работам за СРСМ, не работам ниту за ниједна политичка партија во мандатот, работам за граѓаните на општина Каваци. Моето работење за граѓаните на општина Каваци ќе биде транспарентно према секој еден граѓанин, без разлика од која политичка партија, вероисповед или било како, така да најкомпетентни се граѓаните да кажат за цело. На последната седница на Советот на општина Каваци градоначалникот беше доблесен и ја прифати иницијативата на Левица градинките да бидат бесплатни од ова есен. Тоа е голема работа. Навидум не е, меѓутоа е голема работа, ако не друго, нека не запарите за начинот дека градинките во Каваци се бесплатни. Што ви натера да се сложите со нивните иницијативи? Па гере, јас размислував на таа тема и претходно, иницијативата беше поднесена од Левица и ја прифатив како иницијатива за тоа што сум кажал, секоја добра иницијатива која што во интерес на општеството би ја прифанал за тоа што немаме потреба да се надмудруваме кој ја поднел и како ја поднел. Така и дискутиравте на седница. Да, тоа беше и дискусија на седница. Само ја додадов уште неколку суштински сегменти во самата иницијатива. Кој може да носите на и право? мислам дека ги прифати и Левица и се гласаше тоа како И така. што да се ги прифати, да. Да, значи прво да споменам да кажам дека со моите доаѓања капацитетот на градинките беше 550 дечиња. Добро. Во моментот нашите градинки, со ново изградените градинки и доградувањето на другите градинки по села и по град, имаме 1350 деца капацитет. Споредбено со една општина што во добра кондиција, општина Куманово на 110.000 жители, капацитет во градинки има 570. Значи ние на 40.000 жители имаме 1350. Значи оној крупен залах во делот на градењето, реконструирањето и оформувањето на градинките го заврши. Тоа го осетив во првиот мандат. Во првиот мандат кога одевме со луѓе да се видиме и кампања, верувате дека многу бареја беа за запишување на деца во градинки, кај што едноставно ми беше незгодно и срам да примам такви ургенции за детето да се запише во градинка, за да можат родителите нормално да функционират и да додат на нивните обврски. Како нормално. Ја тоа мислам дека не треба да биде ургенција, тоа треба да биде нормален составен дел од животот и тоа ми беше посветеноста и направивме да имаме 1350 дечиња упишани во градинка. Сега уште еден чекор повеќе. Вториот чекор ќе биде оваа
година при крај треба да доградиме градинка во село Дреново и во село Сопот. Браво, браво. За да можеме да ги дисперзираме, да не патуваат по 5-7 километра дечињата заедно со родителите и во овој момент ослободувањето од парципацијата, тоа сепак е една парципација Така, од 1430 денари ми се чини дека во градинка, ја го условив да биде со семејство кој што зима помалку примања од нето просечната плата. Тоа е 31.000 денари прилика. Добро. Да, пример некои што имаат примања над 30.000 денари по човек, по семејство, мислам дека имаат можност да се платат парципација во градинка. 1400. Сега, ако 20 вработени зимаат по 19.000 денари, тогаш во тој случај ќе бидат ослободени од парципацијата, така да мислам дека е добар да има еден таков репер за критериум и нормално тука беше замолницата во делот на централната власт да се ги исполнува врските за давање на решение и блок дотации за плата, пошто тие дечиња некој треба да ги чува, да ги негува, да ги воспитува, да има технички персонал, а тоа е обврска на... Треба да знаат гледачите дека вие сега им давате плата на тие воспитувачки. Тоа не е тајна, значи ние имаме негде околу 47 вработени во градинките заради енормното зголемување на капацитетот на градинките. Добро. 47 вработени се на вработување преку агенција за временно вработување финансирана од општина Кавац. Тоа е на годишно ниво 18 милиона денари. 18 милиона денари општината одвојува средства од сопствениот буџет за плати во градинките. Ја верувам дека до крајот на годината тоа треба да го испегламе да се бидат сите под благодатација. Да, јас верувам дека така бидејќи тоа не може да продолжи во неdogled. Па не може затоа што не е нормално, затоа што ние како локална самоуправа си ги исполнуваме нашите обврски према законите и прописите, а државата треба да си ги исполни сите обврски што ги има по делот на нивните законски прописи. Дали приемот на оваа иницијатива од Левица значи дека вие продолжувате со вашата генерална политика на соработка со партиите без разлика од која провиненција доаѓате ако се работи за нешто што е добро за граѓаните? Па да, без разлика дали тоа од опозицијска партија, дали од левичарска партија, или од наша партија, има многу работи и ситуации кога јас и од мојата партија на координација не сум ги прифанал и сум ги аргументирал дека треба да бидат прифатени и сме дошли до решение зошто да не. Има работи кои сме ги прифатили од граѓанството и од урбаните и од местните заедници, меѓутоа нормално и од политички партии. Сепак тие политички партии доколку се конструктивни и размислуваат нормално за општеството, а не бидат обструктивни во делот на општината или на било што, идеите кои ќе доаѓаат нормални треба да се разгледуваат и прифатат во делот на имплементација нивна во општеството. На крајот оваа седница за прв пат се случува тоа, направивте сублимат на цела седница и вие од ваш агол кажавте како гледате на плодната работа на Советот. Што ве натера да се јавите на крајот на седницата? Што ме натера? Ме натера прво да поттикнам и да повикам на конструктивност на работењето на советниците, затоа што сите тие советници се наши жители од општина Кавадарци и нивното живеалиште е тука и треба да придонесуваат во делот на општината. Многу пати сегашните советници укажуваат о социјалдемократскиот сојуз што било во претходен мандат. Добро да е било. И јас тука сум дециден и кажав дека некои од тие немаат легитимно право да зборат за претходен мандат затоа што претходните советници носеа одлуки. Да, вие ги пофалите една седница. И ги пофалив и пак ќе ги пофалам сега затоа што беа објективни, конструктивни и носеа одлуки за општеството. Сега се случува да работа кога носиме буџет, го гласаме буџет, го пофалуваме буџет, а гласаме воздржан. Значи имаме работи кои што сепак се е легитимно право да гласа кој како сака. Што нема логика некоја. Ама логиката не ја гледам и тоа е за мене не е нормално понашање и тоа ми беше мотивот да излезем и да кажам на една ситуација, а поготово вчерашниот ден што помина во делот на лозарството, каде што првично кажа советникот дека тој како советник од Социјалдемократскиот сојуз ја иницијатирал средбата и дебатава со лозариве, на крај излезе дека не Социјалдемократскиот сојуз ја иницијатира како партија и за мене тоа не е во ред. Значи не бев поканет на средбата, ниту нашите пратеници, ниту нашите советници, ниту јас како градоначалник и затоа му кажав и покажав дека одговорноста која што ја водат како централната власт преку него како председател на општинска организација се ја земат во целост. Пошто не учествуваме во ниедна работа, не учествуваме во
кроењето на политиката во делот на лозарството и винарството, тогаш ние сме немоćни и не можеме да преземеме одговорност. Јас сум само на страна на лозарите и ќе ги застапувам до крајна граница додека не постигнеме она што значи нормално. Ако денеска имате во продавница масло од 170 денари домаќинско масло и ако имате не знам патлиџа на 200 денари и крстајици од 150, па до кога ќе биде грозиво од 12-14 денари? Дали ова не е продукт кој што не зависи од другите реагенси, енергенси кои што треба да се влозат? Возење, носење, плаќање, дневници, заштитни средства, од гориво, од работна рака, од аргати, значи комплетно. Значи мислам дека лозарството во моментот е единствената работа и грозието, ако остане на оваа цена ќе биде поголем на година, ќе биде последна година за лозарство. И ние не бевме поканети на оваа седмицата, но Тиквеш не покани на винарската визба и таму беа предложени 16 со 12 денари. Што мислите за овие цени на Тиквеш? Не можам да разговарам паушално. Добро. Значи прво што е тоа 16, што е 12. Кога разговараме за цена на една сорта на винска за грозе, која што се претвара во вино, има многу параметри. Параметрите се технолошка зрелост, шеćerност и цена. Значи ако е 16 денара за 22 мелигана, значи тоа е нереална цена, нереални мелигани, значи реалната цена е 11. Така да кога се кажува цена, се кажува не паушално, се кажува со сите параметри кои што треба да ги содржи една сорта на грозје. Знаете ли дека порано бербата на грозјето се правеше, се категоризираше врз основа на реонот, каде што е грозјето. Значи не може да се бере во Ресава, Беглиште и во Сопот во исто време. Треба да има грозјето технолошка зрелост, да ги има тие малигани од 22 или 24, па тогаш да се објави берба на грозјето. Сега се работите извртени наопаку. Гледај, кога купувачот, во случајот било која винарска визба, ги поставува критериумите и ги поставува условите за какво да биде грозјето, работава што од тука е извртена. Старта е извртена, да. Старта е извртена, а да не зборуваме за цена. Значи, ние немаме авторитет постигнат како здружение и како земјоделци, за да бидеме третирани соодветно пред Министерството за земјоделие, пред агенцијата, пред државата. Второ, државата веројатно нема механизми и Министерството за земјоделие за поставување на законска регулатива на земјоделието, поготово лозарството. И ако стратешки производ е нашето вино и грозје, во тој случај не ја гледам причината зошто да ова не биде стратешки производ со регулирана цена, минимална и максимална. Ако вие сакате да произведете 300 кг вранец по декар и да добиете 24 милигана, повелете, произведете го, добиете. Меѓутоа, тоа е несвојствено, неприродно за еден лозов насад. Се знае дека приходите од лозов насад треба да бидат од 1300 до 1600 кг по декар. Декар, да. Така да тука не гледам никаква друга причина дека ние сега ќе учиме да произведуваме грози. Не. Мислам, не сме толку заостанати. Проблемот е у тоа што винарските визби ги поставуваат критериумите, а штом ги представува критериумите оној што го купува производот, тогаш виќе немаме да имаме никогаш цена, а цената е најбитната работа за обстанок на самото лозарство. Знам дека не би во ингеренција, меѓутоа оваа тема е неизбежна да ве прашам и за следново. До сега Тиквеш многу ретко излегуваше со собствено размислување, анализа или пак цени. Најмалку за цени. Он тие во последен момент даваат цени на грозјето. По нивната средба со лозарите, не знам со кои лозари, се јавија напредни лозари, се јавија лозаровоштари. Таа цена предложена од Тиквеш не ја прифаќаат. И рекоа дека ова година ќе става точка на таа политика на депласирање на цените или на овој производ стратешки. Мислам дека ова година се решени да одат до крај. Што мислите вие, до каде може да ескалира состојбата со грозјето или откупот на грозјето кај со каваларци? Луѓето се веќе гневни. Да. Ланста година видовме еден немил настан, каде што на 20,9 на 20 милиган беа врачани трактори со вранец. Добро. Луѓето како земјоделци мислам дека немаат веќе живци и трпение за цела ситуација. И мислам дека и малку е ова што го прават. Нека не биде ова потик и мотивација за јас да бидам иницијатор. Не, ќе бидам поддржувач и макар и иницијатор. Затоа што треба да се направи добра анализа. Да се види, ланска година, оваа година, колку коштало
горивото, колку кошта заштитните препарати, колку кошта работната рака, која е цената на грозјето. Кој сака да произведува нешто што е во загуба? А ние од друга страна проповедаме и кажуваме дека даваме субвенции за грозје, субвенции за лоза од нас, даваме зелена нафта, даваме механизација со ИПАР фондови или било што. Ова да е во Грција, ќе биде границата блокирана и нема да помине никој. Така и правиат тие. Тие правиат за одредени производители. Така да во моментот политиката треба да се тргне од лозарите, политиканството настарна комплетно и лозарите треба да имаат свој став, своји критериуми и еднаш за сегаш да се стави крај на цела ситуација. Никој не ограничува кој се меша на тиквеш или на било која винарска визба во малпродажната цена Нема право да се меша никој, тоа е малпродажната цена на виното и на ракијата. Така е. Апсолутно лозарите не се мешат. Не се меша никој. Ама кој благодет лозарот го има што ако тиквеш 50% го покаче спедревте враници? Нема. Така да мислам дека тука треба да се направи заеднички партнерски однос. Ако ги биде земјоделците, ќе ги биде и себените буџети да биде добри. Како се напаѓа данокот во општина Кабатаци? Имате ли од овој извор, да речем, добри денари? Данокот Кабатаци го наплаче одлично, во процент на 90-95% годишно и вкупниот данок на имот по основ на физички лица, безправни лица, е некаде на околу 28 милиона денари до 30. Така да немаме... Поредите вака со некои стари периоди? Па споредам со стари периоди, со ажурирањето, значи негде плюс 5-6 милиона само заради ажурирањето на базата. Така да данокот на имот како општина нас ни е на 10-то место по делот на приходи во самите категории што ги имаме. Не е многу миниатурен, ако земете така е 28 милиона данок на имот од физички лица, а годишно плаќаме 18 милиона денари за вработени во градинка, значи 60% од данокот отиде во вработените во градинките. Други извори кои се значајни